Со рециклажа на отпад до добивање на стипса, антисептик кој има сестрана примена. Ова е изумот на група средношколци од Средното училиште Ванчо Прке Виница, со кои се прогласија за најиновативно училиште во државата, добивајќи фонд од 5000 евра за опрема во училиштето. 4 ученички од 3 и 4 година, заедно со нивните професорки Сузана Трајкова и Кети Богданова, со ова истражување го промовираа и училиштето и општината. Главно работевме 4 ученици, но планот е да се вклучат многу повеќе ученици од сите години во нашето училиште за поголема масивност на самиот проект. На самиот проект работевме околу 6 месеци, тргнувајќи од времето кога планиравме за точно што ќе биде проектот, па до завршувањето на презентацијата и на сите финални фази за презентација на проектот во Кино Милениум. Сакаме граѓаните на Виница да бидат свесни за тоа дека ние се трудиме да ја заштитиме повеќе еколошката средина и дека од алуминиум можеме да добиеме нешто за секојдневна употреба и истовремено да ги поттикнеме сите да се потрудат да направат нешто повеќе во таа насока. Конкуренцијата беше силна, станува збор за училиште од целата наша држава, но ние некако успеавме да се избориме со тоа. За професорките по биологија и хемија, истражувањето на часовите бара соодветни услови и помагала за спроведување на истото, а токму овој конкурс на Фондот за иновации нуди можност за реализација на идеите, што е впрочем и главен услов за практична работа во училиштето. Целта на проектот е да докажеме дека од нешто некорисно отпад можеме да добиеме нешто корисно и профитабилно. Во нашиот случај тоа се отпадни лименки кои што ние со помош на хемиски реакции, со хемиски процеси ќе ги трансформираме и ќе добиеме стипса, алуминиум сулфат, кој што можеме да го користиме за повеќе намени, можеме да го користиме за прочистување на вода, можеме за конзервирање, меѓутоа пред се, откако ќе го добиеме, треба да подлежи на низа испитувања и докажувања дека таа стипса што ние ќе ја добиеме, ќе може да се искористи за некои намени кои што ќе може да ги користи човекот, како што е прочистувањето на водата. Средствата кои што ќе ги добиеме треба да послужат за реализација на проектот. Во тоа се вклучени сите ученици, меѓутоа ни се потребни услови за да се изведе проектот, пред се лабораториски спремна лабораторија, прибор и сите потребни хемикали. Успехот на средношколците го поздрави и градоначалникот Ивица Димитров, кој организираше прием, подржувајќи ги овие проекти и истакна дека општината стои на располагање да ги помага сите ученици кои имаат напредни и развојни идеи и кои покажуваат солидни резултати во локални и национални рамки.